Европската унија треба да размисли да го укине ветото по бугарската блокада за Северна Македонија, рече за Гласот на Америка демократскиот конгресмен Дейвид Прайс. Според него, правото една земја членка да блокира друга поради лични интереси го кочи исполнувањето на целите што се од поголем интерес за Европската унија. Самитот на ЕУ во јуни е следна шанса Бугарија да го тргне ветото за почеток на пристапните преговори на Северна Македонија. This policy of individual countries being able to veto membership and then letting their individual grievances get in the way of the larger good. That is I say as a friendly observer of the EU, that is a big problem. Тој смета дека не смее да се изгуби визијата за обединета Европа поради препукувања со вето и поплаки на поединечни членки. That is very worrisome that at this critical time that the message is one of Bulgaria not being able to work out its problems. That isn't the right message, and it doesn't reflect, I think, the overall importance of this question. Прайс вели дека стратешкиот диалог меѓу македонската и американската влада што треба да се одржи во Вашингтон на 2 јуни не може да го компензира членството на државата во Европската унија. The US friendship and support is extremely important, and we've been part of that through the parliamentary engagement. But the EU is extremely important, and an integrated Europe, a Europe where countries like North Macedonia can be part of the West and can promote democracy, but also promote prosperity and economic development in their own country and have these ties of economic relations and trade and so forth. It's extremely important. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, предлогот на францускиот председател Емануел Макрон за формирање политичка заедница надвор од Европската унија, во која ќе бидат вклучени кандидатите за членство во унијата. Според него ќе значи сегментација на унијата и различни класи на членство. Much more interested these days in the suggestion coming from Italy that maybe this veto policy be changed so that countries can more readily join and integrate as full members of the EU. Францускиот председател Макрон во средата во одвоени телефонски разговори со премиерот Димитар Ковачевски, бугарскиот председател Румен Радев и бугарскиот премиер Кирил Петков повикал на брз диалог за решавање на спорот меѓу двете држави. Француското председателство со Советот на ЕУ завршува на 30 јуни.